Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Два нови објекти никнуваат на крајбрежјето во Струшко во период кога Охридскиот регион е во ризик да биде ставен на списокот на светско наследство во опасност. Немојте да направиме сега нешто од ништо. Почнува судењето за случајот Рекет. Можни ли се изненадувања во судницата? А за точките се поставуваат токму на оние места и кеме трелојата која имет. Двојазични часови во 6 средни училишта во Скопје. Ние сакавме на сигурно плод да провериме дека ова е можно и тоа ни се докажа. Шпетун, палати им шпетун. Додам те джит. Палати шем. Албанија уште долго ќе живее траумата од катастрофалниот земјотрес. Достапноста и нивото на менструална хигиена кај жените во земјава на ниско ниво. Во пракса се сретнувам со многу компликации од непостоење на услови за одржување на менструална хигиена. Ова е само најава. Со сториите се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Во период кога Охридскиот регион е соочен со ризикот да биде ставен на листата на природно и културно наследство на УНЕСКО во опасност, на самото крајбрежје во општината Струга, под патот Подмолје Радош, да никнуваат два нови објекти. Градоначалникот Рамис Мерко тврди дека градбата е легална и се лути што, како што вели, од ништо се прави нешто. Галена Николовска-Ризвановиќ. Погледнете кој дел би бил поплавен. Нема такви работи повеќе. Дримот е уреден. Ова е од подземните води. Е уреден дримот, крайбрежниот појас. Да. И ова е од самото крајбрежје, значи од самото. Вака Струшкиот градоначалник во септември ги убедуваше членовите на комисијата за спроведување на препораките на УНЕСКО дека во неговата општина нема дивоградби на крајбрежјето. Останати се само конструкција од платформи во езерото, објаснуваше тогаш Рамис Мерко, иако комисијата забележа повеќе проблематични точки. Тоа не значи дека цела обала треба да е онака избетонирана со зид. Не. Ма зидот не му смета. Ама не може да биде цела. цела. И тоа е природен зид. Не е толку природен затоа што Камен е природен од тука. Да, ама природен и овака да запрескува у песок. Комисијата во меѓувреме уште неколку пати го посетила Струшкиот регион. Од Мерко добиле уверување дека платформите што го нарушуваат крајбрежјето ќе бидат отстранети. Она што при посетата на Струшкиот регион го утврдивме е постоењето на одредени она што е фамозната болка наша, нели, платформи кои што се навлегуваат во езерото, одредени подзидувања на крајбрежјето кои што се веројатно изработени и без соодветната документација, така да она што оценивме дека е неопходно да се отстрани, од градоначалникот добивме уверување дека ќе биде отстрането. Забелешките на мешовитата комисија која ги скенираше Струга и Охрид се преточија во план за управување со регионот, што треба да стави крај на урбаното дивење во двете општини. И додека се очекува усвојување на документот, до редакцијата на 360 степени пристигнаа фотографии за изградба на објекти на крајбрежјето близу Струга. А во Струга не само што има мораториум за нови градби, туку и спорните објекти се во заштитениот предел. Објектите се наоѓаат на стариот пат Струга-Охрид во близина на хотелот Еуротел. Според податоците од катастарот станува збор за два објекта од по 700 квадратни метри, што би требало да имаат спортска намена. Кога ја посетивме посочената локација, таму немаше градежна механизација, но зад зеленото платно се гледа дека објектите се во напредна фаза. Освен таблата дека е приватен имот, немаше друга ознака. Кој е инвеститор, кој е изведувач и за какви објекти станува збор. Во општината градоначалникот Рамис Мерко останува на тврдењето дека во Струга нема дивоградби и за конкретните објекти за кои прашувавме, рече дека се градат легално. Надвор од заштитената зона, ние немаме мораториум за издавање на одобренија, бидејќи многу детални планови со измена и дополнување се донесени со согласност на Комисијата за природно и културно наследство, односно Комисијата од УНЕСКО. Така што во тие делови, во тие планови
не може да има забрана за издавање на одобрение Но за 50 градење. метри од езеро е заштитен појас. Сигурно не само 50 метри, него во некои делови е и 70, и 90, и над 100 метри. Граница на делот заштитен и делот на градот е регионалниот пат Подмолие-Радожда. На прашањето како овие објекти добиле одобрение кога се токму од страната на патот, каде што и самиот вели дека не е дозволена градба, Мерко објаснува. Тоа е приватен имот во тоа крајбрежје и истиот е оддалечен 50 метра од крајбрежјето и истиот има одобрение за градење кој е донесен во согласност со прво Советот на општина Струга, е донесена одлука за спортски рекреативен центар и е да издадено одобрение од наша страна. Мерко смета дека јавниот притисок се прави на погрешна адреса. Немојте да направиме сега нешто од ништо. Град на УНЕСКО е Охрид. Тој треба да мисли за себе. Ние можеме само да му помогнеме. Во никој случај да одмогнеме. Со ова што вие правите на некој начин, во наводници, притисок код нас, да издействувате нешто што го нема, мислам дека не е фер. За разлика од Мерко, кој тврди дека во Струшкиот заштитен појас има 0 дивоградби, Охрид изброја неколку стотини. Општината веќе направи регистар на бесправни градби, урна неколку од нив испрати тужби до концесионери на плажи кои не ги вратиле природните добра во првобитната состојба. Оваа метална конструкција е остаток од една од дивите платформи во езерото. Собствениците самите ја отстранија пред околу 2 месеци. Останува прашањето, како локалната власт ќе се справи со останатите 400 диво изградени објекти во заштитениот појас. Од општината не добивме одговор колку објекти досега се урнати, а колку ги отстраниле самите собственици. Градоначалникот Константин Георгиевски пред неколку дена во интервју за порталот Сакам да кажам се пожали дека централната власт го оставило на цедило самиот да се справува со отстранувањето на дивоградбите. За жал, државниот градежен инспекторат во земјава не постои. Јас сум се сретнал со директорот, побарав помош, но ништо. Како општина немаме ресурси ниту финансии сами да се справиме со еден таков сложен процес. Направивме ребаланс на буџетот, предвидовме уште 2 милиони денари, но за една сериозна и здрава борба со урбанистичкиот хаос потребни се здружени напори на сите чинители. За разлика од локалната, централната власт е задоволна од спроведувањето на задачите од кои зависи дали Охрид ќе го задржи статусот светско културно наследство. Од владата велат дека имаат речиси секојдневна комуникација со УНЕСКО. Чекаат нивни представници да го посетат Охрид кон крајот на јануари, непосредно пред испраќањето на извештајот за напредокот. Според информациите од владата, се финализира формирањето на мешовита комисија со Албанија. За краток период се најавува дека конечно ќе почне ревитализацијата на колекторскиот систем, а планот за управување веќе помина 3 јавни расправи. Во Скопје, Охрид и Струга и е испратен до УНЕСКО, од каде што се чека одговор, па заедно со предлозите од граѓаните и невладините организации, пред нова година треба да биде усвоен на владина седница. А што се однесува до регистарот на дивоградби за општина Струга, од владата велат дека го чекаат да пристигне во Министерството за транспорт до утре. Градоначалникот Рамиз Мирко во петокот попладне рекол дека е испратен, но според изјавата за 360 степени, документот би требало да го содржи само она што Мерко повеќе пати го тврдеше, дека во Струга нема дивоградби во заштитениот појас. Утре започнува судењето за случајот Рекет. Председателка на Советот што ќе суди е Васка Николовска-Масевска, избрана за судика во 2012 година, кога шефица на судскиот совет беше Александра Зафировска, која јавноста можеше да ја слушне во бомбите како кај секретарката на Никола Груевски информира кои судиски места се огласени за избор. Николовска-Масевска е во одделот за организиран криминал на Скопска единица од почетокот на 2018-та, со распоредот што го направи актуелниот председател на судот Иван Џолев. Александар Димитриевски разговараше со адвокатите на тројцата обвинети и прави пресек на случајот пред почетокот на судскиот процес.
Скопскиот кривичен суд од утре ќе биде домаќин на судењето од највисок профил во последниве 2,5 години, откако почнаа процесите на СЈО. На обвинителна клупа, за прв пат, ќе седне токму доскорешната специјална обвинителка Катица Јанева, заедно со Бојан Јовановски алијас Боки 13 и Зоран Милевски, викан Кичеец. Предметот ќе го води судиката Васка Николовска-Масевска. За прв пат е избрана во март 2012 година, кога председателка на судскиот совет Александра Зафировска. Во оделението за организиран криминал на Скопска единица е прераспределена на почетокот на 2018 година, по доаѓањето на Иван Џолев за председател на судот. Архивата на медиумите не го исфрли незиното име во претходни случаи од висок профил. За очекување распоредот на судењата за рекет да биде густ, бидејќи станува збор за притворски предмет. Кичеец и Јанева ќе доаѓаат во суд од домашен притвор, а барем засега Боки 13 ќе биде спроведуван од притворот во Шутка. Ако нема одложувања, со оглед на фактот што има мал број обвинети, може да се очекува наскоро во судницата јавно да сведочи бизнисменот Јордан Камчев. Тој го пријави случајот, тврдејќи дека обвинетата тројка му изнудувала пари за да му е олеснат позицијата како осомничено лице во случајот на СЈО Империја. Според обвинението, сите лица се обвинети за истите дела за кои беа осомничени во истрагата. Бојан Јовановски обвинет за 2 дела. Прво за примање награда за противзаконско влијание, за што доколку е прогласен за виновен, кривичниот законник предвидува казна од 1 до 10 години затвор. Второ, за перење пари и други приноси од казниво дело, за што е предвидена казна исто така од 1 до 10 години. Кичеец обвинет за едно дело, примање награда за противзаконско влијание, за што казната, како што рековме, е 1 до 10 години затвор. Катица Јанева е обвинета за злоупотреба на службената положба и овластување според познатиот член 353, за што е предвидена казна од најмалку 3 години затвор. 360 степени имаше увид и во самото обвинение. Во него се опишани настаните. Откако во предметот со работен наслов Империја, обвинетата Катица Јанева донела наредба за истражна постапка против Јордан Камчев и други, поднела предлог за определување мерка притвор. Неколку дена по неговото притворање на Јордан Камчев, обвинетиот Зоран Милевски во договор со обвинетиот Бојан Јовановски, користејќи ги околностите дека тој бил вработен во Орка Холдинг, договорил средби со Ана Камчева, сопруга на Јордан Камчев. Бојан Јовановски во неговата канцеларија, лоцирана во зградата која користи телевизискиот медиум 1 ТВ, телефонски преку спикерфон контактирал со обвинетата Катица Јанева за да го увери сведокот во нивната блискост. Откако Камчева била уверена во блискоста и влијанието на Јовановски врз Јанева. Бојан Јовановски и Зоран Милевски на средба со неа побарале 500.000 евра за мерката притвор против незиниот сопруг да биде заменета со поблага мерка – куќен притвор. Откако Ана Камчева обезбедила 500.000 евра, обвинетата Катица Јанева, искористувајќи ја својата службена положба и овластување, до апелациониот суд во Скопје дала предлог мерката притвор против Јордан Камчев да се укине и да му се одреди поблага мерка – куќен притвор. За време на издржувањето на мерката куќен притвор според обвинението, Јовановски и Милевски го посетуваат Камчев дома. Барале 8 милиони евра доколку СЈО со одлука на Врховниот суд остане овластен тужител во кривичниот предмет против него, а доколку донесе мислење дека тоа обвинителство е неовластен тужител, да им даде 5 милиони евра за во истражната постапка Катица Јанева да му даде својство на заштитен сведок, со наредба да ја запре истражната постапка или да склучи со него спогодба за полесни кривични дела и да плати незначителен износ на штета. Камчев плаќа 1 милион евра на 20 февруари 2019 година. Снимките од настанот се оние кои излегува во јавноста. Обвинението завршува со опис дека околу 1,5 милиони евра завршиле кај Кичеец и Јовановски, а кај Катица Јанева околу 50.000 евра во кеш и 5.000 евра во мебел. Само за Јовановски има детален преглед на што ги трошал парите. Она што остава празнина во теоријата на случајот на обвинителството е фактот дека во обвинението нема информација што се случило со парите кои наводно завршиле кај Кичеец, кој патен беше првиот кој доби амин да излезе од притвор. Тој беше фатен и со телефон во притвор, ама обвинителството се уште не проверило со кого разговарал. Со кого Зоран Милевски комуницирал преку мобилен телефон од притвор? Не, затоа што мислам дека се уште не се готови вештачињата на тие телефони, затоа што имавме приоритетни телефони и компјутери кои требаше во меѓувреме да се извештачат, а кои се уште
не се извештачени. Како ги трошела парите, нема информација ниту за Катица Јанева. Во истиот јавен настап во емисијата Отворено на ТВ24, обвинителката Вилма Русковска објасни дека заклучокот дека таа добила пари е донесен врз основа на снимка. Како ќе ги поврзате тие пари од сликата во телефонот на Боки со сомнителното вадење на толкава сума пари од банка од страна на осомничен во империја? Ден пред да биде направена таа слика. Тоа се дел од информациите што кружат. Ја во истражниот тим имам компјутерски форензичар. И тоа беше негова задача. Тој ве увери? Не, анализата што ја направи ме увери. Дека парите се земени? Или дека снимката е веродостојна? Дека снимката е веродостојна. Добро, ги пронајдовте ли парите? На кои пари мислите? На тие што беа на снимката? Не. Токму врската меѓу одлуките кои Јанева ги носела како обвинител и наводно примените пари се точката која ќе напаѓа низината одбрана. Во однос на начинот на кој што ние ќе постапиме како одбрана, недвосмислено, ќе го искористиме правото на одбрана и ќе се обидеме да докажеме дека Јанева е невина. На товари се ставаат действија кои што Јанева како обвинител имала право да ги превземе и од тука сметаме дека во незините действија нема никаква злоупотреба на службената положба и овластување. Адвокатката Ирена Фрчковска бара од судот да се абстрахира од мислењето создадено во јавноста и очекува објективна постапка. Меѓу елементите кои се важни во одбраната се според нив повредата на правото на одбрана, бидејќи од Русковска добиле само дел од доказите, што е спротивно на законот. Значи, ние се уште како одбрана ги немаме добиено сите докази. Ние додека не ги добиеме сите докази, не можеме да го отпочнеме судењето, како за нас, како за одбраната, така и за Јанева лично. Значи, мора и таа да изврши увид во сите докази кои што ги има обвинителството. Од друга страна, во обвинителниот акт и во листата на докази беа цитирани докази кои што се уште се во фаза на изработка, односно во фаза на вештачење. Што ќе произлезе од тие вештачења? Како ќе се употребат, ние како одбрана не знаеме. За она што одбраната го гледа како повреда на постапката биле испратени дописи до државното обвинителство уште пред 1 месец. 360 степени праша каков е епилогот од тие барања, но не добивме одговор. За разлика од адвокатката на Јанева, бранителите на Јовановски и на Кичеец одлучија дека ден пред судење не би сакале јавно да ги изнесат своите ставови. Само телефонски, адвокатот на Бојан Јовановски, Сашо Дуковски, најави дека неговиот клиент ќе ја докажува својата невиност. Неговата најголема забелешка е односот на институциите кон здравјето на неговиот клиент. За пример, го посочува ставот на болницата 8 септември, од каде во петокот потврдија дека Јовановски е сместен во апартман во оделението на интензивна нега заради почитување на безбедносните протоколи, а не заради тежината на неговата здравствена состојба. За потоа да кажат и дека ќе остане во болница се додека не се завршат испитувањата, но и дека тој се планира да биде пуштен од болничката установа ГОП 8 септември, најкасно во понеделник на 2.12.2019 година. 360 степени, случајно или не, не успеа да добие дециден став само од одбраната на Зоран Милевски Кичеец. Одговорот секако ќе се знае веќе утре, во големата сала на новата зграда на Скопскиот кривичен суд. Повеќе статистички, но и практични параметри покажуваат дека на планот на меѓуетничките односи оваа земја е сосема различна од тоа што беше пред 2001 година. Сепак еден од главните предизвици е како правото на користење на мајчиниот јазик од фактор на интеграција на државата да не се претвори во фактор на дезинтеграција на општеството. Проблемот е наизразен во образованието, каде поделбата е до ниво во кое учениците од различна етничка припадност се поделени во различни смени или дури и во одвоени објекти за да немаат меѓусебна комуникација. Зоран Јовановски за еден пример што можеби најавува промени во позитивна насока и во овој сегмент.
Азам Исени е од Рачиново, Ермира Дерњани од Косово, Ангела Ангелевска и Ангела Ефтимова се од Куманово. Четворицата учат во средното училиште Боро Петрушевски во Скопје. Наставата овде се одвива на македонски и на албански јазик одделно, како и во сите етнички мешани училишта во земјава. Но двата класа во кои тие учат стануваат еден голем клас на часовите по техничко цртање. Тогаш се заедно во една училница, а наставата тече паралелно на двата јазика. А за точките се поставуваат токму на оние места каде што сакаме да ги означиме местата каде што е поделен објектот. И кеми tre lloje të kuotimit. Kuotimi I parë është kuotimi me ndihmën e shigjetave të cilët paraqiten në fund. Ora e përbashkët me palën Maqedonë, ose më pëlqen shumë. Vizatimet që I bëjmë dhe profesorët janë shumë të mirë. Сите се запознаваме, учиме нови зборови, тие на македонски, ние на албански. И многу е интересно на часовите и професорите многу добро предаваат. Учениците признаваат дека непознавањето на другиот јазик е голема пречка, а заедничките часови им помагаат да ја надминат. Комуникацијата малку е проблем, затоа има што некои што не знаат многу македонски или ние што не знаеме некој друг јазик. Кога се сретнеме во така некоја ситуација, некогаш е тешко да се разбереме. Kemi ka ndodhur dhe në përpushime të qëndrojmë bashkë, të bisedojmë, të mësojmë gjuhën maqedone ose e kundërta maqedon të mësojnë gjuhën shqipe, kështu dhe komunikimi bëhet më I mirë. Освен по овој предмет, заеднички им се и часовите по англиски јазик и по физичко. Професорите поминале обука за ваква настава. Клучните термини мора да ги напишеме нели на албански и на македонски јазик. Целта ни е да пренесеме наставната единица, меѓутоа и дел од термините што се стручни нели да се научат и на другиот јазик. Така им помагаме на учениците полесно да ја совладаат материјата и да можат да почнат да комуницираат меѓу себе. Po të themi të drejtën nuk është e komplikuar për arsye se të njëjtën çka e ligjeron kolegja në gjuhën maqedone, të njëjtën ne e kalojmë edhe në gjuhën shqipe. Учениците и досега имале заеднички во наставни активности, како екскурзии, но од минатата година првпат се заедно на овие часови од редовната настава. Ова форма на настава природно некако се наметнува да е повозможно на предмети кои што не се толку наративни. Значи, не случајно ги одбираме и овие предмети, кои што на некој начин методологијата на самата содржина на предметите дозволува да се реализира наставата да не губи на квалитет. За ваквиот начин на настава, училиштето има поддршка и од родителите. Можам да ви кажам, децата се пример за сите останати и за возрастните, како на кој начин треба да се дружиме и како они функционираат, тоа треба да се види само. Вакви часови се одржуваат уште во 5 други училишта во град Скопје. Меѓу нив е средното училиште Здравко Цветковски. Nëse dëshiron të shoqërohesh me një të nacionaliteti tjetër, si shqiptari me maqedonin apo maqedoni me shqiptarin, nuk është rënd. Në fillim ndoshta nuk mund ta dish gjuhën, por me kalimin e kohës se kupton edhe e mëson. Важно ни е, бидејќи понатака ќе се сретнуваме секој ден на факултет, на работа и комуницираме со нив со што се навикнуваме за понатака во животот. Двете професорки, македонка и албанка, им објаснуваат како да ја измерат и нацртаат макетата на училиштето, која децата претходно заедно ја направиле. Unë mund të them se është shumë mirë, për arsye se jemi profesor të të njëjtës lëmi, të njëjtin profesion, kemi shembull mendime të ndryshme, pastaj I gëshëtojmë mendimet tona, arrim deri te një pikë përbashkët dhe të njëjtën arrim tua përcjellim edhe nxënësve, po gjithashtu edhe nxënësit e kanë mundësinë që prej dy profesorëve të marrin më tepër njohuri se sa prej një profesori. Тие се од исти класови, стручни паралелки, архитектонски техничари, дизајнери, како што кажав, имаме геодети, се со поглед на подобра комуникација, разбирање на самите ученици. Со ваквите часови можеме, мислам дека да го постигнеме сето тоа. Родителите сметаат дека заедничките часови се важни за личниот развој на средношколците. Sigurisht që I përkraj, për shkak se fëmijët tanë do thotë përgatiten, ofrohen me njëri tjetrin, e njohin më mirë njëri tjetrin. Според директорката на училиштето, токму родителите и семејството се важен фактор во овој процес. Значи, онака како што на децата дома ќе им се презентира дека ученикот до мене не ми е непријател затоа што е друг
етникум, нели? Тогаш и ученикот многу полесно тој ќе го свати. Джевахире Пруси Зајази од Македонскиот центар за граѓанско образование вели дека ова не е само проект поддржан од странски донатор, туку е процес, чија цел е да се покаже дека интегрирано образование е можно во нашиот образовен систем. Ние сакавме на сигурно тло да провериме дека ова е можно и тоа ни се докажа минатата година, значи за една година. Целиот процес го започнавме и тоа е доброто заеднички со институциите. Не сме сами, значи не сме дошле како проекти или донатори да доаѓат и да велиме дека вака треба да се направи. Да дадеме насоки, туку тоа заеднички ги креираме насоките, го фацилитираме процесот и затоа се ваквите резултати постигнати. Активности за меѓуетничка интеграција во образованието се реализираат во сите основни училишта во земјава, но не секаде ги даваат очекуваните ефекти. Ова е основното училиште Кирил и Методи во Тетово. Во него бројот на ученици кои учат на македонски наставен јазик од година во година драстично се намалува. По војниот конфликт во 2001 година, родителите македонци избегнуваат да ги запишуваат своите деца во ова училиште. Педагогот Вера Станоевиќ овде работи речиси од самото основање на училиштето пред 3 децении. Вели дека од секогаш имале вкупно околу 1000 ученици. Во 90-тите имало ист број паралелки на двата наставни јазици, но оние на македонски биле со поголем број ученици. Со текот на годините се полека се менуваа работите и сега имаме по 3 паралелки на албански јазик, а по 1 паралелка на македонски јазик, од 1 до 9 одделение. Но голема е разликата во бројноста на учениците во паралелките. Соодносот е 1:6, или поточно, во училиштето учат вкупно 971 ученик, од кои 836 на албански и 135 на македонски наставен јазик. Се направи една грешка во минатото, кога можеби некој ќе ми се налути поради тоа, се одвои всушност училиштето Братство и единство во две згради и ги раздвои учениците, едните учат на македонски, само едните на албански. И бидејќи беше такво времето, тогаш беше време на конфликт и такви работи, многу родители македонци побрзаа да ги запишат децата во училиштето Братство, затоа што е чисто македонско училиште, што го сметам за сосема погрешно. Станоевиќ вели дека проекти за меѓуетничка интеграција во училиштето се реализираат со години. Така се подобрил односот меѓу учениците, но оние од наставата на македонски јазик тешко се враќаат. Не можеме да живееме во некој реален свет. Каде ќе продолжат тие деца да се школуваат во иднина, кога ќе завршат основно училиште? Пак ќе морат да продолжат да се образуваат во средно училиште, каде што се мешани, нели, мултиетнички. Па и на факултет исто, па и животот. И каде и да стапнете на било која улица во градот, вие мора да се соочите со луѓе од други националности. Gjithë tetovarët duhet ta dinë se shkolla Kirilit dhe Metodi ka rrezik për të mbyllur panelet maqedonase. Hajde ta shohim patriotizmin. Në rast se prindërit prej Migjeni ose prej Kikish i bin këtu, ajo është patriotizëm. Ose e kundërta, gjuhën shqipe. Rrezikohen ndonjë shkollë, është mirë prej kësaj lagje t'i çojnë kudo, në Reçizo t'i çojmë. Ose dikun tjetër, veç në interes që mos mbyllen paralelet. Po mbyll një paralele, atëherë është shumë vështirë që të hapet. Од Македонскиот центар за граѓанско образование велат дека она што дало добри резултати во едни треба да се примени и во други училишта. Ова што се случува со град Скопје во средните училишта е многу добра практика и добар пример да се покаже дека преку соработката на наставниците и обезбедувањето услови на учениците заедно да соработуваат, нема да има потреба од заминување на учениците од тоа училиште во друго училиште. Тоа што средношколците од 6 скопски училишта покажуваат волја да учат заедно, бил мотивот град Скопје неодамна да донесе стратегија за развој на интегрирано образование до 2024 година.
можеби најбитен документ во изминатите 2 години, ако гледате со некои поинакви перцепции, што е една од обврските на градот или на градоначалникот, ако сакате. Така што во тој документ е развиена и стратегијата, меѓутоа е развиена и динамиката со која што ќе се одвива системот на интегрирано образование на децата. Процесот на меѓуетничка интеграција во образованието во училиштата попознат како МИО е започнат од 2011 година. Тој е дел од законите за основно и за средно образование. Целта за целосно елиминирање на етничката поделеност и паралелните светови меѓу учениците е амбициозна и засега далеку од остварена. Но барем има позитивни почетни примери. Драч, Тумане, Тирана и околината уште долго ќе ја живеат траумата од катастрофалниот земјотрес во кој повеќе од 50 лица го загубија животот, 2000 беа повредени, а повеќе илјади останаа без своите домови. Уште долго ќе се слуша и ехото од изјавата на познат српски архитект дадена деновиве, дека не убиваат земјотресите, туку корупцијата во градежништвото. Хекура на Кифи со сликата од терен. 26 nëntor, ora 3:54 minuta pas mesnate, Thumana dhe Durrësi u goditën nga tërmeti me magnitud prej 6.4 balë të shkallës së Richterit. Epiqendra ishte rreth 30 km në veriperëndim të Tiranës. Fuqia dhe afërsia e tërmetit me vendbanimet shkatrojnë disa ndërtesa. Kërkimet për të mbijetuarit tashma kanë mbaruar. Bilanci i zi është 52 të vdekur, mbi 2000 të plagosur dhe 4000 të pastreh. 360 gradë kaloi 2 dytë me qytetarët e Shqipërisë, të cilët patën fatin që nuk e humbën jetën, por tërmeti la plak të thella në jetët e tyre. Me 28 nëntor, Shqipëria duheshte ta festonte ditën e pavarësisë. Tërmeti, megjithatë, solli atmosferë tragjike. Fshati Thuman po i numëronte viktimat. Gjithsej 23. Ekipet e shpëtimit i bën përpjekjet e fundit për të nxjerrë ndonjë nga gërmadhat, të gjallë ose të vdekur, ose të paktën të ndihmonin të mbijetuarve të nxjerrin gjërat e nevojshme nga shtëpitë e tyre gjysmë të rënuara. Derisa ne ishim atje, banorët e Thumanës ende ishin të vendosur në kamp, në qendër të fshatit. Hyrja ishte lejuar vetëm për banorët e goditur. Shpëtuar, pallati im shpëtuar. Dërëm të gjithë. Pallati është shem. Shem, nësi është bë pallati, pallati që është katru fare, është katru. Zonja Hanife ishte vetme në shtëpi kur tërmeti goditët Thumanën. Edhe pse ishte e lënduar nga tërmeti i tretë që goditi Shqipërinë, atë ditë arriti të dele gjallë nga ndërtesa. Edhe unë ngrita nga divani, po tronditja e fortë, unë rash të mes shtëpisë. Pasi rash mes shtëpisë, vetëm kërciti kam bërë. O Zot më ndihmo të zbres poshtë, i thash gjallë deri atje, edhe duke më mbajtur, komshit, ç'a u bë, i thash nuk di gjë, vetëm se unë tronditur edhe të dal gjallë atje, i thash unë këmba ka kërcitur, zbrita poshtë, komshit në të marrë me një makinë vogël, çfarë nuk e di gjë, ku ashtu e mlodhëm, një tikur te spitali ushtarak. Në Thuman dhe zona tjera, në teren ndihmonin ekipe nga Kroacia, forca të BE-s, Franca, Greqia, Izraeli, Kosova, Mali, Zi, Maqedonia, Veriut, Romania, Serbia, Svizzera, Turchia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Diciamo, attualmente la situazione è quella che state vedendo. Chiaramente noi stiamo in un supporto sanitario per richieste di medicazioni e di richieste per interventi sia diciamo gravi che meno gravi. Mjekja Mimoza Balani, e cila shërben që 20 vite në Thuman, ishte e para që ju ofrojnë ndihmë mjekësore banorëve të rrethit. Ne kemi hasur për gjendjet pas-traumatike dhe janë mjekuar rast pas rasti në çdo çadër, është bërë mjekimi i dur me diazepam, me qetësues nervor, domethënë kemi pasur plot raste dhe ato jo vetëm kronike, por edhe shumë raste të tjera me hipertension dhe janë dhënë mjekime të domosdoshme për hipertensionin.
Derisa të mbijetuarve u ofrojë ndihmë, në anën tjetër të fshatit, banorët i dhanë ndërimet e fundit viktimave të tërmetit. Zona më e madhe urbane e prekur nga tërmeti është qyteti bregdetar i Durrësit. Këto janë pasojat nga tërmeti 26 nëntorit, i cili gjeti në gjumë banorët e Durrësit dhe Thumanës. Shumë prej tyre mbeten të bllokuar në rënoja, disa u nxorën të gjallë, të tjerët pa shenja jete. Nën këto rënoja, për herë të fundit, i mbyllën syt shumë nëna të përqafuar me fëmijët e tyre, u shuan familjet e tëra. Sipas ulumtimeve paraprake shkencore, dëmtimet nga tërmeti janë rritur për faktin që, siç tregon ngjyra e errët në këtë hartë, Durrësi dhe Thumana shtrihen në tokë që let humb fuqinë gjatë lëkundjeve për shkak të ujrave nëntoksor. Arkitektët dhe gjeologët do të kenë edhe shumë punë në këtë qytet. Atje takuam edhe njeriun e dytë të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim nga Maqedonia, i cili na tregoi se cilat janë ekipet që ndihmojnë në Shqipëri. Di ekipet e zjarfikësve nga Tetova dhe Strumica, ekipi i manastirit të cilët janë për shpëtim në objekte të larta, ekipi i probishtipit të cilët janë për fatkeqësitë në miniera dhe ekipi i Kriva Pallankës të cilët janë për shpëtim në rënoja, edhe ashtu edhe ekipi i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim si mbartës i këtij operacioni. Drejtuesi i ekipit nga Maqedonia e Veriut ishte Ivica Naumovski. Fillimisht ishin koordinuar me shërbimet e Shqipërisë, e që më pas koordinimin ta merrnin ekipet e specializuara të BE-s. I razminуваме и искуства и мислења, а најчесто ги користиме оние што се инженери за стабилност за да проценат дали објектот е безбеден за влез на спасувачите внатре. Një nga ndërhyrjet e ekipit të Maqedonisë ishte në një hotel të shkatruar 7 katësh. Pasi që veç edhe dinim që ka një person të ngujuar brenda, nuk e dinim është gjallë apo kishte ndruar jetë. Kështu që pas 4 orë pune intenzive, arritëm që të nxjerrim për fat të keq një person 32 vjeçar, siç morëm informata, i cili ishte nga qyteti i Gjilanit, Republikës së Kosovës. Pas tërmetit të parë, Shqipëria pësoi më shumë se 1000 dritje. Kështu që edhe disa ditë pas tërmetit, në mesin e të mbjetuarve, mbizotron paniku dhe dhimbja për viktimat. A ka pasur ndonjë mundësi që të shpëtohet ndonjë nga? Nuk ka pas mundësi se ky pallat e ka pas shumë të shpejt humbjen. Paniku është shumë i madh se Durrësi o boshatis komplet. Durrësi nuk po din ku mu fut edhe të shiqet në këtë moment që flasin, në bashkë, shumë njerëz që ne këtu kina pranë, ata po ikin. Në pamundësi për të ikur nga Durrësi, për arsye ekonomike ose nga se nuk kanë ku të shkojnë, disa familje ishin streuar në konvikte apo sallat të sportit. Bukë kimi, po s'na hatimi të rëndit, që të presë. A keni qenë 54 metri ditë ke shtëpia? Atje e kam burrin unë, me gjithë gocë rinë qilë të hapën për jashtë, se o goca paralizume. Këtë fundjavë, kryeministri shqiptar njoftoi se të gjithë ata që kanë mbetur pa kulm mbi kokë janë vendosur në hotelet e vendit. U faleminderua për mbështetjen që vendi kishte marrë deri tani, por kërkoi ndihmë edhe në të ardhmen. Në Shqipëri tani më nuk ka nevojë për çadra, batanie dhe veshmbathje. Tani duhet ekspertizë, para dhe donacione në objekte për të patur ku të kthehen ata të cilët mbeten pa shtëpitë e tyre. Edhe pse dëmet në Durrës janë më të vogla nga ato në Shkup në 1963, solidariteti do të jetë më së i nevojshëm që qyteti të ngrihet përsëri nga e para. Темата за достапноста и нивото на менструална хигиена кај жените во земјава е табу за кое воопшто или многу малку јавно се зборува. А истражувањето на невладината новинари за човекови права покажа дека не само што станува збор за општествено релевантно прашање, туку посочи на негова директна поврзаност со репродуктивното здравје кај жените.
По примерите од светот на намалување или целосно укинување на даноците за влошки и тампони и кај нас е актуелна слична иницијатива. Маја Васева Трајкова. Овие снимки не се од напуштен објект, туку од женската зграда во студентскиот дом Стив Наумов. Условите се мизерни за извршување на основни физиолошки потреби, а целосно се незадоволителни за одржување на така наречена менструална хигиена. Условите се подобри, но сепак далеко од идеални и во дел од тоалетите на најпрестижниот државен универзитетски кампус во земјава Свети Кирил и Методи. Во некои од тоалетите на правниот, економскиот, филолошкиот и филозофскиот факултет не работат чешми. Нема тоалетна хартија, нема сапун или пак вратите не се затвораат. Студентките не се задоволни. Тоалетите не се чисти, понекогаш сме во недостаток на хартија. Други начини, освен влошки да користиме, не можеме, затоа што не е хигиенски да го правиме. Сите од дома си носиме тоалетна хартија и сапун. Не се одржува како што треба. Недостатокот на услови за одржување менструална хигиена не ја чувствуваат само младите жени. Сличен е проблемот во сите јавни тоалети, во институциите, училиштата, па и болниците. За гинекологот Душко Филиповски состојбата е за осуда, бидејќи предизвикува последици по здравјето на жените. Во пракса се сретнувам со многу компликации од непостоење на услови за одржување на менструална хигиена. Значи, јас би апелирал до надлежните да се запрашаат како они би се чувствувале да се наоѓаат во една таква состојба, да не можат да ја одржуваат својата менструална хигиена. Една од последиците, вели Филиповски, се инфекциите на репродуктивниот систем кај жените. Да не зборувам за оние компликации кои што можат да се случат од нередовно, ненавремено менување на влошката. Почнувајќи од потешкоти и болки во гениталиите заради преполнетост со менструална крв, па се до инфекции кои што можат да настанат ако ненавремено се сменат влошките. Ова го потврдува и истражувањето на невладината организација Новинари за човекови права, според кое само 10% од жените во Северна Македонија имаат услови за одржување на менструална хигиена на работа или во училиште, при што една од причините е банална – нема врати во тоалетите. Од 800 испитанички, околу 80% одговориле дека за месечниот циклус користат хигиенски влошки, 5% тампони, а дури 15% се снаоѓаат со импровизирани текстилни влошки, хартија, па и весници. Вие се најгорчливите проблеми со кои што се соочуваме и кои што прават Македонија да биде високо рангирана во земјите со менструална сиромаштија. Значи, ако 15% од жените не можат да си купат влошки или ако 95% од девојчињата во Урбана не одат во училиште, избегнуваат да одат во училиште за време на периодот, сам тоа се проблеми кои што навистина предизвикуваат да си ставиме прст на глава и да размислиме што понатаму. Професорот Михаил Кочубовски вели дека токму овој проблем е најчеста причина за гениталните инфекции кај девојчињата. Не заради некои други работи, него само заради немање доволно услови за да ја одржуваат хигиената на соодветен начин. Иако звучи неверојатно, но во земјава е спроведен проект донација кој треба да им покаже на македонските власти како треба да изгледаат тоалетите. Адаптиран е по еден тоалет во Ресени во Тетово, каде освен тоалетна хартија и сапун, има и кутија за селектирање менструален отпад, а училиштето е снабдено и со менструални производи за следните 3 месеци. Проектот е на амбасадата на Велика Британија, која ги намали даноците на производите за менструална хигиена и им овозможи бесплатни пакети на ученичките од сиромашните средини. We have had a problem with children from poorer homes, the girls not having the access to sanitary products. So there have been a couple of different schemes. One, the government removed VAT charges from all sanitary products in the country. So that was a good step forward. Two, a number of schools have introduced programs to give out sanitary products.
And 3, a number of businesses in the country, including one of the producers of sanitary products, allows people to buy one packet, and one packet is donated to girls who don't have the money or their families don't have the money to buy the products. Стоп за данок на тампон е името на феминистичките движења кои бараат од своите влади намалување на даноците за менструални производи. Активизмот под ова мото е особено силен во земјите на Европската Унија, а Германија е последната земја која прифати данокот за менструални производи да го намали од 19 на 7%. Слични чекори веќе имаат преземено Кипар, Франција, Португалија, Холандија и Белгија, а во Ирска данокот е целосно укинат. Сега иницијатива има и кај нас. Наша иницијатива е да имаме намалување на 5% на сите производи за одржување на основната хигиена, значи не се само влошките и тампоните, и шампоните, и сапуните, пелените, но водејќи оваа иницијатива ние ќе тргнеме со барање да се прво да се намали стапката на ДДВ на средствата за управување со менструалната хигиена, значи тука спаѓаат влошките и тампоните во овој момент. Јас бих предложил дури и на нула, ако може, на нула да се сведе, затоа што тоа е основата. Тој трошок не е мал за некои граѓанки на нашата држава, а со намалувањето на цените ќе стане многу подостапна и ќе се запази и гинеколошкото здравје на жената. Иако иницијативата не е од минатата недела, од владата засега нема одговор на ваквите барања. А во земјава веќе има производи со повластена даночна стапка од 5%, како на пример за водата за пиење, книгите, земјоделските производи и механизација и лековите. Во земја како Северна Македонија, каде има висока стапка на менструална сиромаштија, тоа значи дел од жените и понатаму ќе се снаоѓаат во валкани тоалети и со прескапи менструални производи. Ве замолуваме за уште малку трпение, по уште една пауза е саботажата. Течноста која е карактеристична за овој регион веројатно делува на сетилата, па се гледа нешто што никој не го забележува. Иако такво нешто не стасало до пошироката јавност, не им е познато на властите, уште помалку на мештаните. Според тврдењата на советници од Неготино, водотекот по кој е препознатлив нивниот соседен град, а минува и низ нивната курија, веќе пресушил. Значи во коритото на реката која Луда Мара не тече течност. Таму фалат ликвиди, но веројатно причина за тоа е стечајот на неголемата винарија. Тоа може да предизвикува кризи кои придонесуваат за чудно и неразбирливо однесување во Советот, бидејќи членовите не може да се одвојат од потребата да го влажнат грлото на говорницата. Благодарам. Игор Иванов, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, шо се? Дева пријавујте се. Следен за збор, Игор Јованов. Тоа пак што се слуша од советничките микрофони ретко кога е посветено на тие што ги имаат избрано, а во најголема мера е посветено на правдолюбието, преку отварање преполни со флоскули, само вербални фронтови за отстрел на политичкиот опонент. Па тие што кажувате вие дека нашиот градоначалник ги тргнал, што многу вредно работеле претходно, тие 90% треба да бидат затворени. Не да се тргнат. Затворени. Вие извршен орган ли сте вие и кажувате кој треба да оде затвор, а кој не? Тоа што по десетина години цврста рака на владата, се уште не се сваќа дека демократските општества имаат троглава власт. Не значи дека и на новите не име во корист продолжување со истата, со таа практика. Па дури јавно декларираат дека тоа е и нивен манир на однесување. И не е во ред за време на пауза на колеги советници од опозицијата да им се заканувате дека ќе одговараат за нешто. За тоа дека сум се заканувал на некој на пауза не е нешто ново. Оттаму и за очекување е во еден таков зовриен амбиент да се појави глас на разумот, глас кој што осликува нормалноста. Предлогот на Љупчо Пасинечки
трета точка на дневен ред да биде да се казнат сите што грешат и да се наградат сите што не грешат, го ставам на гласни. Ве молам кој е за. И на крајот, исходот од гласањето не е важен, штом заклучокот е и повеќе од јасен. Повеќе не смееме да си дозволиме да се симниме доле на земјата. Очигледно дека членовите на општинските совети не само што не живеат во своите градови, туку не се ни на оваа планета. Толку во ова издание на 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно.